Промоција на компакт дискот од проектот Гласоечко. Машко двогласно пеење од Тетовско, впишано во светски рамки во листата на УНЕСКО за нематеријално културно наследство. Гласоечкото го негува триото Гавровски и е карактеристично пеење за Долнополошкиот регион. Дел од промоцијата беа представници на Министерството за култура и ЮНЕСКО. Овој настан представува навистина едно успешно заокружување на една долгорочна заедничка колективна работа на неколку институции, на неколку експерти, но пред се на триото Гавровци и другите практичари во Горни Полог, кои ни овозможија да ги слушнеме пред се автентичните, оригинални акорди на ова прекрасно машко пеење. Овој вид на пеење треба да живее на локално ниво, односно треба да биде исклучително живо во Тетовскиот регион, бидејќи е белег на тетовскиот идентитет, односно на идентитетот на македонскиот народ кој што живее во Тетовскиот регион, поточно во Долни Полог. Гласоечко се наоѓа помеѓу 38-те нематеријални културни добра, кои се запишани на листата за ургентна заштита на УНЕСКО. Ургентната листа го има приматот, го има вниманието на експертите на УНЕСКО, особено бидејќи на таа листа се наоѓаат избрани добра, само 38 од светот, кои влегуваат подоцна во сите стратегии, сите финансиски прорачуни и сите културни политики кои ги прави ЮНЕСКО за понатамошно финансирање на оваа програма која ние ја нарекуваме нематеријално или духовно културно добро. Бенефитот од самото впишување е што во листата на народите на светот, македонскиот народ со македонската песна испеана на македонски јазик е запишана веќе од минатата година на рамноправно ниво со другите народи од светот. Машкото двогласно пеење е традиција која со години се негува во семејството Гавровски. Ова е една голема традиција која што се негува во нашиот регион, пренесена од дедо на внук и тие токму тоа го практикуваат. Сето тоа наше богатство кое што во овој регион, во Долнополошкиот, се практикува, се пее, се пеело и понатаму ќе се пее и сметам дека ова е еден потик плюс за нивни ангажман, за нивна уште посветена работа, се тоа што го поседуваат како знаење да го пренесат на младите генерации и да може понатаму да опстојува на нашите простори. Континуитетот во семејството Гавровски постои и понатаму се надевам дека ќе постои, но тука не треба да биде таа точка. Светлата иднина на Гласоечко е токму во промовирање од страна и на одредени други групи, да заживее и женското полифоно пеење, да заживее Тетово, да заживее Република Македонија и да се прослави онака како што се прослави во ова 2015 година и уште поголем интензитет не само на Намибија, току целиот свет да се испромовира од токму ова наше пеење. Ваквите настани стимулираат и натаму Министерството за култура да дава поддршка за реализација на вакви проекти. Ова е еден од начините за негување и зачувување на културното наследство во Република Македонија.